Почитувани гости, драги пријатели, како народ и како држава повторно сме соочени со тешки предизвици и проблеми. Сиромаштијата и невработеноста се на рекордно ниво. Странските инвестиции никаде ги нема. Економијата е во колапс. Македонија е држава на криминал, корупција и насилство. Фамилијата ни ја киднапира државата и не држи сите како нејзини заложници. Замислете, актуелниот премиер оди на избори, бара нов мандат, не за да реши некој проблем на државата, не за да ја намали сиромаштијата или невработеноста, не за да ја подобри економијата, здравството, земјоделието, туку за да ја спасува Македонија од опозиционерот Бранко Црвенковски. Епа, господине Груевски, од денес немате потреба да ја спасувате Македонија од Бранко Црвенковски. Јас нема да бидам дел од идната власт во оваа земја. Не заради вас и вашите пусти желби и ноќни кошмари, туку заради тоа што таков договор во Социјалдемократскиот сојуз имавме уште од денот на моето враќање. Затоа што ние сме одговорна партија. Затоа што сме свесни дека на новите предизвици со кои се соочува земјата треба да се спротивставиме со нов тим на луѓе. И сега, откако тоа прашање конечно го затворивме, ајде сите заедно да се зафатиме за поважната работа. Ајде сите заедно да ја спасиме Македонија од Никола Груевски и неговата преродба. Победите не научија на одговорност, а поразите не научија на скромност. И не би се откажала од ниту една од тие лекции, затоа што овде ни требаат цели луѓе. Ке се бориме за Македонија во која бронзениот лав никогаш нема да вреди повеќе од животот на еден болен. Ке понудиме Македонија во која нема да се решат сите проблеми, ама во која власта нема да создава проблеми, туку еден по еден сите ќе ги решава. Денеска се обединуваме за нормална Македонија која нема да ја краде иднината на сопствените деца. Се обединуваме за нов почеток и подобра политика. И се обединуваме за голема победа на 5 јуни. Да живее Социјалдемократскиот сојуз, да живее Република Македонија. Дваесет години Социјалдемократски сојуз на Македонија.